Председателе, што очекувате да се случи на комисијата за деловнички прашања, кога ќе биде свикана и дали е постапено по барањето на СДСМ тоа да се направи? Значи, според деловникот, председател на собрание може да свика по барање, тоа е член 126 став 4, по барање под председателот избран од опозицијата, но секако знаете дека јас од поодамна најавив дека за коализија помеѓу членови од деловникот, секогаш кога ќе се појават такви ситуации, ќе свикаме комисија за деловнички и имунитетни прашања и тука во комисијата, ако можеме јавноста и експертската јавност да ја вметнеме, за да можеме да донесеме по-квалитетни заклучоци со кои ќе се служат и актуелниот состав, но и во иднина другите собраницки состави. Дали сметате дека на оваа комисија ќе се реши проблемот конкретно за законот за бранителите и дали или да ути го крши деловникот со тоа што таа веќе не постапи пред чекорите кои што требаше да направи? Јас како председател на собранието сум обврзан да го применувам деловникот, но не сум тој кој суди дали некој прекршил или не. Тоа останува веќе, тоа е простор за интерпретација на различниот политички аспект, правен аспект и така натаму. Секој како што го гледа тоа може да го оцени. Мислам дека тоа е веќе друго прашање. Не можам јас да судам околу тоа. А дали ќе се реши проблемот со законот? Што се однесува до јас се изјаснив како кабинет, но еве и денеска разговаравме на брифингот дека мене ми е одземена можноста да свикам седница на која веќе свикана во одреден ден кога се требало да се постапи по тоа прашање, така да тоа останува во доменот на комисијата за социјална политика. Adam ще причина на секакви видења да уште за këtë Unë jam kryetari i kuvendit i cili e implementon rregulloren, por jo i cili gjykon. Nuk jam këtu për të gjykuar kush e then rregulloren apo jo, nuk është e drejta ime, është çështje interpretimit nga palët në aspektin politik, juridik të ekspertëve. Domethënë mbetet çështje e interpretueshme dhe vlerësimit të palëve të ndryshme të interesuara për këtë çështje. Sa i përket asaj se unë mendoj që është çështje absolvuar dhe do duhet të shohim në të ardhmen nëse kemi problem me rregulloren, atëherë komisioni për mandate dhe për rregullore do duhet të shqyrtoj nenet e rregullores të cilat janë në kolizion njëra me tjetrën. Jo. Како ги оценувате првичните најави за делување на патот на Албанија и Северна Македонија кон почетокот на преговорите за членство во Европската унија? Не би сакал да навлезам во дневна политика, сепак функцијата на председател на собрание е да се грижи за носење на закони и примена на деловникот, законот и уставот на државата. Значи тој дел останува во доменот на политичките партии, така да не би сакал да коментирам. Edhe shkurt vetëm me këtë pyetjen, a ka iniciativë procedurë diçka lidhur me ligjin për përfaqësim drejta adekuat që pas parasysh ka. Po edhe kjo çështje është në domenën e partive politike dhe të politikës. Unë si kryetar në funksion të kryetarit të parlamentit nuk mund të deklarohem për këtë çështje, por duke qenë në parlament dhe duke qenë kontakt me deputetët e gjithë partive politike, kam informacione se po përgatitet një ligj i tillë.